Гимназиите заминаа во втор план. Оваа година најголемиот број на идни средношколци ќе се борат за место во стручните школи. Тече конкурсот за упис во средните училишта за учебната 2026-2027 година. Место има за 25.000 деца во 109 јавни средни училишта. Ако пред неколку години беше атракција да се учи во гимназија, последниве години ситуацијата е значително променета. Ова го потврдува и фактот дека оваа година најмногу места за ученици има во средното стручно образование, дури 17.000, речиси 6.000 во гимназиското и 570 места во уметничкото образование. Од 109 средни школи во целата држава, во 76 се реализира стручно образование. Државата во изминатите години интензивно работи на промоција на дуалното образование и ваквите политики имаат ефект. Бројките покажуваат дека во изминатите 6 години постепено се зголемува бројот на заинтересирани деца кои се запишуваат во стручното образование. Например, во учебната 2020-2021 година средно стручно било избор за 10.961 ученик. Во 2023-2024 година 11.822 ученика избрале да учат средно стручно образование. Лани 74% од учениците се запишале во стручните средни школи, а 24% во гимназиите. Директорите на средните стручни училишта велат дека е важно да се креира кадар според пазарот на трудот. Секоја година, некаде во февруари месец, општината заедно со бизнис секторот и со другите институции спроведуваат така наречен социјален диалог на кој што се мапираат потребите на пазарот на трудот и учениците кои што избираат средно стручно образование во нашето училиште стекнуваат солидна теоретска настава, која што понатаму во рамките на бизнис компаниите се потврдува со практичната настава и токму ние сме оние кои што треба да ги подготват учениците за бизнис секторот и за пазарот на трудот. Дуалното образование станува поатрактивно и во внатрешноста на Македонија, не само во Скопје. Пред неколку години започна проектот Дуално образование, кој што навидум се чинеше многу тежок и сложен, меѓутоа интересот од двете страни, и училиштето и компаниите покажа дека кога постои меѓусебно разбирање и договор, тоа може да биде еден многу успешен проект. Дуалното образование останува фокус и на ресорното министерство. Досега имаме подпишано договори со над 800 компании и продолжуваме да го стимулираме средното стручно образование за да ги пополниме празнините на пазарот на труд или она што им е потребно на компаниите за да се подобри производството. Во јунскиот уписан рок има две пријавувања. Првото од 12 до 15 јуни и второто на 23 јуни. Август има едно пријавување кое ќе се реализира на 20 тој месец. Габриела Лескова, Сител телевизија.